повеќе од 800 делегати во Кавадарци. Во тек е гласањето за избор за председател, каде единствен кандидат е Мицкоски. Од Кавадарци ја вклучувам мојата колешка Марија Митевска. Марија. Да, Младен, тука во салата Јасмин во Кавадарци во тек е гласањето на точно 815 делегати пријавени за гласање, кои го даваат својот глас за реизбор на Христијан Мицкоски за Старонов председател на ВМРО-ДПМН. На тоа предходеше усвојувањето на декларацијата 2030-та, односно визија што гради држава. Стратегијата ја представи лично председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Тој кажа дека не станува збор за декларација, туку станува збор за рамка за политичко дејствување на ВМРО-ДПМН во иднина. Фокусот беше ставен на европската интеграција и на економијата на државата. Во врска со европската интеграција Мицкоски посочи дека не смеат да се сведат на пасивно прифаќање или безусловна зависност. Македонија мора да знае да каже да за работите кои што се во нејзина корист, но да каже не за оние работи кои што ги нарушуваат нејзините принципи, достоинство или идентитет. Додаде дека партнерството со НАТО и со Европската Унија може да биде силно само доколку е рамноправно. Тука предлагам да слушнеме неговата изјава. Националниот идентитет не е предмет на преговори. Почита кон другите идентитети е вредност, но не на сметка на сопствениот. Јазикот, историјата и културата се фундаментални државни столбови. Компромисите во меѓународната политика може да бидат технички, но не смеат да бидат суштински. Државното достоинство не е реторика, туку практична политика. Инаку, во однос на економијата, Мицкоски порача дека домашните компании мора да бидат мотор на раст во државата. Само со силни домашни компании ќе имаме силна економија. Тука предлагам да го слушнеме и овој дел од обраќањето на председателот на ВМРО-ДПМН. Македонската економија мора да излезе од историската замка на ниски плати, ефтина работна сила и ограничено производство. До 2030 година земјата мора да направи структурен премин од економија на ефтина продукција кон економија на знаење, високи компетенции и додадена вредност. Економската сила ја определува државната сила. Затоа Македонија мора да го напушти моделот на ниска продуктивност и зависност од увоз и да премине кон економија која што ќе се темели на знаење, технологија и иновации. Овој премин бара системски реформски циклус во повеќе области. Индустрии базирани на знаење, технологија, информатичка компјутерска технологија, биотехнологија, фармација, инженеринг, креативни индустрии. Ова е новата економска матрица. Инаку за помалку од еден час се очекува тука во салата Јасмин да заврши гласањето за реизбор на Мицкоски, пошто комисијата ќе излезе официјално ќе каже дека тој е реизбран на функцијата. Се очекува потоа уште едно обраќање на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Секако екипата на Телмо останува тука и со нови информации ќе се јави во другото издание на вестите. Младен? Марија Митевска се јави од Кавадарци, се разбира се, гледаме и во 18 часот и 30 минути.